тема која што ја најавивме неколку пати со професорката Александра Стилковска. Разговараме денеска. Добро утро, професорке. Добро утро до вас, до тимот и до публиката на ова убава емисија. Благодариме денеска. Успеавте и покрај гужвите во сообраќајот да стигнете на време. Некако овој дожд, особено нам жените, кога ќе се подготвиме, не ни е пријател. Не ги расипува фризурите. Да, не успеавме некако, но она што сакам да го зборуваме, верувам дека ќе го задржи вниманието во пресрет на академската година, на почетокот. Верувам дека сте постојано во контакт со студентите. Се зборува сега за изборот на идната професија. И на 18 години, ако се навратам наназад, јас лично за себе точно знаев што сакам, иако се борев да го стигнам тоа што го сакав, но колку денешната младина на 18 години ги следи своите афинитети, своите желби и знае што сака да биде и што сака да се дообразува. Овој септември месец не само што и раздвижува училиштата, ги раздвижува и универзитетите. Доаѓаат студентите кои што веќе се запишани да пријават година, но доаѓаат и оние кои што не завршиле соуписите во август, па продолжуваат и во септември да собираат информации и да се позиционираат во однос на тоа каде ќе одат натаму во животот. Навистина 18 години од наша перспектива се многу малку, но од нивна перспектива тоа е еднаквост на полнолетство, на возрастност, која што бара нели носење одлуки. Навистина во тој период се носи одлука, но не едноставна, туку сериозна одлука која што натаму може комплетно да го измени или да го даде правецот на животот на самата личност. Овие студенти, идни студенти, матуранти, се во многу поповолна положба од тоа кога ние бевме матуранти. Тогаш ние имавме можност да се консултираме од нашите родители, нели членови од потесното семејство, можеби некои професионалци во областа и носевме одлуки. А знаете како се носат одлуки? Со релевантни, точни информации, собрани од вистински луѓе, на вистинско место и секако прецизни и јасни. Овие денешни матуранти ги имаат сите можности на располагање. Пред се, сите високообразовни институции ги посетуваат во последните месеци од нивното школување во средните училишта, а исто така тие ги имаат на располагање и електронските комуникации, кои што за нас тогаш беа, нели, Да, повеќе имаат достапност до информација и ќе се согласите веројатно дека имаат поголем можност за избор на една професија. Така е, но и точно некако знаат што сакаат. Да. Значи ние еве и сега сме, секој ден сме на Универзитетот Скопје, барем ние секој ден работиме. И од тука можам да кажам дека секојдневно и се соочуваме со студенти кои што доаѓаат со многу конкретни прашања. Значи, Па добро, тоа е добро. Да, тоа е добро. Да. Што со студирањето, што се очекува од мене, значи конкретни прашања. Што ќе добијам на крај, каде ми важи дипломата, колку лесно ќе можам да се вработам. Значи тоа се прашања кои што се предходно генерирани од причина што имале предходни информации, па точно знаат што можат и да прашаат и каде да се насочат. Мислам дека се добро информирани. Велиме дека имаат поголемиот дел. Да, имаат повеќе можности, имаат поголем избор на професии. Вие сте посветени на менаџментот на човечки ресурси, некако гранка која што е во голем подем. Така. Иако кај нас можеби малку подоцна стигна, се свати значењето на тоа дека треба да се работи со менаџментот, дека тоа е една посебна гранка. Менаџирањето на луѓе веројатно е една од најтешките професии. Така. Но забележувам дека голем број на млади, на студенти се толкому заинтересирани за оваа гранка. Да. Кога се отвори првиот факултет за менаџмент на човечки ресурси 2009 година имаше само 9 студенти. Денеска најголем интерес има, барем на нашиот универзитет, токму за менаџментот на човечки ресурси. Од причина што потребите се веќе евидентни, значи секоја организација веќе има
барем вработен менаџер на човечки ресурси, ако не сектор за менаџмент на човечки ресурси, заради тоа што самата професија бара голема одговорност и е предизвик за младите. Се барали на пазарот? Менаџмент на човечки ресурси? Заради тоа што сите позиции кои што се така насловени, нели, најчесто се пополнети со правници, економисти, па дури и психолози. Добро, ова не е шега, туку од, да речеме, да се навратиме наназад години јавните предпријатија и така натаму, тоа е секторот добро познат како кадрово. Да, кадрово оделение. Но меѓутоа има разлика. Апсолутно би сакала, ако може и да објаснам. Кадровото оделение се занимава со просто администрирање на, нели, вработени, годишни одмори, стаж, интервенирање во плата од аспект на тоа, но ги нема функциите кои што ги изведува менаџментот на човечки ресурси. Што треба да се има како квалификации? Прво да кажеме што треба да се сработи за да дојдеме до квалификациите, ако може. Значи, тој не само што интервенира менаџерот на човечки ресурси во стратегиското планирање на организацијата. Од тука е информиран колку вработени треба, може да ги планира на краткорочно, среднорочно, па и на долгорочно ниво. Регрутација, селекција, тоа веќе е вообичаено работно воведување и менторирање, обука, развој, тоа значи се подразбира под човечки ресурси, но има и по софистицирани варијанти како што е менаџирање на таленти, менаџирање на перформансите на вработените или менаџирање на знаењето, да не истекува знаењето надвор од организацијата, да се шерува внатре меѓу вработените кои што каде е потребно, или менаџирање со кариерата. Тука е и системот за мотивирање, не секого иста работа го мотивира. Значи до работно место се симиња оваа функција, до секое работно место се грижи за секој вработен, за неговите потреби, неговиот развој, неговата употреблива вредност во самата организација. Добро, кои квалификации треба да ги поседува еден човек за да работи како менаџер на човечки ресурси? За да успеете во било која работа, добро е да имате емоционална интелигенција. И најдобрата работа во емоционалната интелигенција е тоа што таа не е наследна како когнитивната, академската, туку се стекнува во текот на животот преку работа и искуство. Тоа не смее да го одмине менаџерот на човечки ресурси. Потоа тој треба да има добри комуникацијски вештини. Но она што е многу важно за да менаџира со еден ваков сензитивен, важен ресурс во организацијата е да знае како да ја следи линијата, бидејќи секој менаџер на човечки ресурси сака да ги задоволи потребите на вработените, бидејќи тоа е во основата на неговата работа. Да бидат задоволни за да дадат добри перформанси, на тој начин да се зголеми ефикасноста на организацијата. Тоа е тоа, најтешките. Меѓутоа, внимавајте линијата, линијата ако ја помине во задоволување на вработените, секојаш треба да има во предвид дека ние не сме се здружиле во работни организации за да бидеме задоволни и среќни, туку да правиме профит. Профитот е главната причина на здружување. И тоа е линијата која што треба да ја следи, компетенцијата која што треба да ја развие, да не оди ниту премногу на едната страна на штета на профитот, ниту пак никако да прави профит на штета на задоволството на вработените. И уште една важна работа. Менаџерот на човечки ресурси мора да формира слика за организацијата како добро место за работа. Секој квалитетен работник да сака, да посака, да дојде и да биде дел од таа работа. Со самото одење дома вработените носат со себе импресии од работното место и раскажуваат колку многу се ангажирани, но колку добро се испочитувани, опремени со средства за работа и така натаму, што значи вработените сакаат да бидат ангажирани, но сакаат и да бидат испочитувани како професионалци. Професорке, од тие причини и можеби искусните менаџери се повеќе на големи компании ангажираат цели оддели кои што се посветени токму на менаџирањето на човечки ресурси, познавајќи ја потребата дека всушност тоа е менаџерот кој што е задолжен можеби најголемиот дел за сликата на компанијата. Добро, што ќе ги посоветувате младите? Велите постојано доаѓаат на универзитет, секојдневно сме во контакт со нив.
Да, секојдневно сме во контакт со нив и верувам дека ве прашуваат дали таа е барана професија, да, барана, платена ли е, колку ли е платена, вреди ли да се инвестира во професијата? Второ име за менаџер на човечки ресурси е десна рака на топ менаџментот или на генералниот менаџер, бидејќи тој може да даде информации, да донесе одлука за сите луѓе во организацијата. Секако тоа во голема компанија не може да го работи само еден човек, затоа е потребен сектор за менаџирање со човечки ресурси кој што ќе биде опремен и со соодветна технологија, која што нели ќе со соодветни информации ќе знае да им даде информации соодветни на менаџерите да донесат вистински одлуки за секој вработен. И тоа е најплатената професија во свет. И ние се движиме натаму, нели, глобализацијата како навлегува, па добро се платени менаџерите кои што работат во големите компании кај нас кои што имаат странски капитал. Навистина се добро платени, така да очекуваме дека тоа ќе оди и понатаму. Како ги советувам? Да, ги советувам пред се да донесат одлука која што ќе биде релевантна на нивниот талент и ќе биде релевантна на нивните желби, како утре тие би можеле да се реализираат во својата професија, но секако ќе треба и добро да се подготват, за да можат да бидат најдобри во областа, бидејќи лидерството исто така се учи и ако имаат добри учители, тоа ќе го научат. Да, така е. Секојдневната комуникација со луѓе нема подобар учител од таа. Така е. Од праксата. Така е. Да, благодариме професорке, благодариме за издвоеното време.